Левица кампањата ја сели на улица без бини и микрофони. Кандидатот за градоначалник за Скопје, Амар Мециновиќ, вели дека ако добие доверба од граѓаните, врвен приоритет ќе му биде решавањето на проблемот со јавниот превоз. Ветува борба со загадениот воздух и борба против приватизација на претпријатијата на град Скопје. Нашата замисла е да има функционален јавен превоз и да се охрабри користењето на јавниот превоз ексклузивно во град Скопје, понатаму ќе зборуваме нели за детали. А втората работа е борбата со загадувањето на воздухот. Град Скопје, тоест граѓаните на град Скопје кои го вперуваат прстот во град Скопје за тоа дека е инертен по повод ова прашање за загадувањето, мора да види од институциите на град Скопје како одат во таа насока. Имаме многу методи за тоа како да го постигнеме. Со Левица експлицитно ви кажуваме дека нема да има приватизирање на било каков капацитет на град Скопје. Кандидатот за градоначалник за Скопје на коалицијата Искуство за успех Александар Трајановски денеска од парк ја представи социјалната мерка во неговата програма со градско зеленило да се произведуваат палети. Доколку јавното претпријатие Паркови и зеленило отвори погон, и истото може да ја користиме како продлабошување или унапредување на мерката против загадувањето. Знаете дека градот Скопје и општините години наназад доделуваат субвенции за набавка на печка на пелети, но на оние граѓани кои што се од социјално загрозена категорија, навистина и не им прави разлика ако има возможите да купите печка, доколку немаат средства да набават суровината, односно пелетите, за да нели го затоплат својот дом. Професорот Горан Марковски од пред Универзална сала порача дека на Скопје му е потребен стручен, отчетен и независен градоначалник, а токму остатоците од салата биле резултат на политички препукувања. Се наоѓам пред остатоците на Универзалната сала, уште една црна точка на мапата на Скопје, истоштена, изнемоштена од прекубројни партиски препукувања, оставена сама на себе веќе долг временски период. Затоа на Скопје му треба промена. Му треба отчетност, стручност, знаење, независност. Само така Скопје ќе биде она што сакаме да биде. Габриела Лискова, Сител телевизија.